Почитувани, Оливер Спасовски 2 дена молчи во врска со кражбата на оружје и муниција од магазинот на СВР Охрид. Ограбена е полициска станица, а власта се однесува како ништо да не се случило. Според информациите кои ги објавија медиумите, но и според наши сознанија, не се работи само за кражба на оружје и муниција за автоматско оружје, туку и за бомби и гранати, а за кои во МВР немаат точна евиденција. МВР не знае што точно и во колкава количина е украдено. Објектот на магазинот се наоѓа во кругот на поранешната касарна Михајло Апостолски во Охрид, а сега е во собственост на полицијата. Магазинот има обезбедување и е во круг на повеќе полициски објекти, а непосредно спроти истиот е канцеларијата на началникот на РЦ Запад. Од тука се влече заклучокот дека кратците или се поголема организирана група, која е во голема опасност за мирот на државата, или се во договор со Оливер Спасовски. Украдена е муниција, доволна за вооружување на цела единица. Тоа не е оружје или муниција, кое може да се користи во лов или за било какви рекреативни цели. Туку станува збор за автоматско оружје, муниција, бомби и гранати кои се користат исклучиво за боеви действија. Кога полицијата и криминалците се едно, епилогот е кражба на оружје од полициски магазини и предизвикување на несигурност кај населението. Спасовски или е целосно неспособен да го обезбеди имотот на МВР, или е во целосна коалиција со криминалот и ги прикрива извршителите. Ова се случува кога криминалците ќе го чувствуваат МВР за свој дом. Недозволиво е Спасовски да молчи. Полицијата под водство на Спасовски одамна го изгуби кредибилитетот и авторитетот. Тој треба веднаш да си поднесе оставка. И благодарам на вниманието. Господине Ковачки, да може едно прашање. Повелете. Вчера беше во посета на Битола, Ковачевски не беше присутен, како коментирате вчерашниот настан? Премиерот Петков испушти прилика и можеше вчера да се извини за жртвите, за македонските жртви кои што се нанесени од страна на бугарските фашисти во Втората светска војна. Исто како што тоа го направи Вили Бранд во Варшава. Доколку се залага за вистински европски вредности за добрососедство, може да отвори македонски културни центри во Сандански, во Благоевград, во Софија и така натаму. Премиерот Ковачевски и министерот за надворешни работи да не бегаат од јавноста и тие треба да се произнесат за ова прашање. Ви благодарам.